Почитувани, во неделното интервју на Радио Слободна Европа гостува Благоје Пандовски, председател на Transparency International Македонија. Господине Пандовски, годинава имаме двојни избори, парламентарни и председателски. Меѓутоа, неизвестно е дали во собранието ќе биде донесен изборниот законник и препораките на ОПСЕ ОДИХР за финансирање на политички партии, односно за државно рекламирање во медиуми. Дали тука гледате недостаток на политичка волја да се спречи долгогодишната корупција во медиумите? Видете, апсолутно измените на изборниот законник треба да бидат направени, како што кажавте сами, по препораки на ОДИХР. Значи, тие беа клучни за одредени сегменти поврзани со изборите да бидат подобрени. Пред се, тука мислам дека беше во главен акцент ставен членот 76д кој предвидуваше буџетско финансирање на медиумите за време на изборите и нели нивно плаќање понатаму од изборната комисија. Ова требаше да биде трнато и со цел да се намалат определени потенцијални коруптивни моменти и исто така со овој законник, согласно препораките на ОДИХР, беа направени определени рестрикции кои не треба да се прават пред и за време на изборите, како што се партиски вработувања, отпочнување со градби, исплата на определени субвенции и така натаму. И неизгласувањето на овој законник, согласно насоките на ОДИХР, секако дека представува една голема пречка во поглед на тоа да се намалат коруптивните действија за време на изборите. Дури да го усвојат законот, собранието до избори веќе има ли време да се спроведе во реалност тој закон? Практично овој закон, дури и сега да биде усвоен, нема да има време да се спроведе, бидејќи секако сите измени на законот, овие работи кои ги споменавме, треба некој да биде обучен, запознаен, за да можат тие да се имплементираат во пракса, така да практично сметам дека недонесувањето на овој закон до сега е навистина голема пречка за имплементирање на овие препораки. Државната изборна комисија процени дека со актуелното законско решение двојните председателски и парламентарни избори ќе чинат 17 милиони евра, близу 60% од тој трошок или 10 милиони евра се заплатено политичко рекламирање. Така е. Да, тоа секако дека со измените ќе беше намалено, бидејќи нема исплата од буџетски средства за рекламирање на партиите преку медиумите. Во краток временски период беа објавени извештаите на Transparency и на Европската комисија во кои се наведува дека Северна Македонија е високо корумпирана земја. Каков е вашиот впечаток? Има ли некаков сигнал дека нешто може да се смени или ова останува мртво слово на хартија, што би се рекло? Предпоставам зборувате за индексот на перцепција за корупција кој го објавивме. Да, таму реално имавме скок од 9 места на скалилото и имавме 42 поена, нели? Меѓутоа, согласно критериумите на Transparency International, се што е под 50 поени се смета за поразителна борба против корупцијата. Така да ние се уште сме во земјите кои според Transparency International слабо се борат против корупцијата. Имаше и доста препораки во самиот извештај кој беше доста обсежен. Меѓутоа, ништо од овие препораки па и овие резултати за сега немаат ефект врз политичката јавност за ова борба против корупцијата да се зголеми. Вие во вашиот барометар на корупција наведувате ризици од корупција за склучувањето на договорите со Бехтел и Енка за градење на коридорите 8 и 10. Наведувате игри во правосудството кои ги загрозуваат судските предмети. Како ќе се бориме против корупцијата ако довербата на јавноста во правосудството е на најниско ниво? Да, чинам имаше две мерења, сега не знам, ги спроведе, мислам дека Ири или некој ги имаше спроведено. Првото мерење беше има 4% доверба во правосудството, за потоа после 6 месеци таа да падне на 1%, што некој го смета и дека се работи за статистичка грешка. Секако дека правосудството и пред се јавното обвинителство се водечки институции кои треба да се борат против корупцијата. Значи, непроцесуирањето на предметите за корупција, недосудувањето, немањето на правосилни пресуди е еден показател дека во ова општество финалниот
сегмент, односно правосудството кој треба да се бори против корупцијата и да каже што е добро, што е лошо, полној мерит систем, значи да процени, да се донесе правосилна пресуда на крај, непостапувањето нови органи секако дека вродува со тоа дека луѓето има намалена доверба во правосудните органи. Имавме ослободителна пресуда во случајот за поранешниот шеф на УБК Сашо Мијалков во случајот Трезор. Имаше и застарување на повеќе други процеси во судството. Како ќе се борат против корупцијата оние за кои јавноста смета дека се најкорумпирани, се мисли на правосудството, нели? Вака, сега веќе навлеговме во на тема, нели, за застарувањето. Во самиот извештај, односно индексот за перцепција на корупција, во делот на Источна Европа и Централна Азија, каде што Македонија спаѓа, имаше една забелешка на Transparency International, тоа беше промената на кривичниот законник во делото за службена положба и овластување, нели, злоупотребата на службена положба и овластување. Ваквото намалување на казните, односно бришење на едно од квалификуваните, нели, дела, намалување на самата казненост на делото, според проценките на Transparency International, ќе придонесе за застарување на околу 200 случаи поврзани со корупцијата. И тоа е една многу лоша слика во јавноста, бидејќи кривичниот законник и законот за кривична постапка представуваат основи со кои правосудните органи се борат против корупцијата, нели? Кога вие намалувате казнивоста, а особено тоа го прави високата политика, зборуваме за извршната и законодавната власт, кои ги изгласа овие промени, може да замислите каков сигнал е тоа за јавноста, дека самите политичари, односно оние високо профилирани чинители во државата, се изгласуваат закон со кој што ќе си ја намалат сопствената одговорност и на крај може да се предизвика и застарување на нивното гонење. Откако некои поранешни и сегашни функционери завршија на црната листа, владата подготви предлог закон за рестриктивни мерки. Што мислите за овој закон? Црната листа на САД може да биде допрен глас до обвинителството за отпочнување на определени постапки. Кога е тоа така? Например, кога има ситуација да тие луѓе се ставени на црната листа поради определени коруптивни или други действија кои ги направиле тука во Македонија, а за тоа немало никаква постапка. Чинам дека таков беше едно од случаите со бившиот вице-премиер. Меѓутоа, колку што знам, овој закон, односно овие измени на законот за рестриктивни мерки, во себе опфаќаат за тоа, таму се споменува терминот правни акти. Значи, кога правни акти на САД, Обединетото кралство, Европската унија ќе бидат поведени, кога ќе биде известен на државата, пред се Министерството за надворешни работи, тие за тоа известуваат владата, владата го известува јавното обвинителство, а јавното обвинителство има обврска да ги превземе податоците од овие предлагачи и да предложи за судот изрекување на вакви рестриктивни мерки кои вклучуваат бавење со јавни функции, вмешување во одредени сегменти кај што има јавни исплати и така натаму. Сега тоа од една страна може да е добро, кога се однесува на работи кои што се направени во државата, меѓутоа кога ќе кажете правни акти на други држави, како што е САД, Велика Британија и Унија, како што е Европската Унија, тоа можат да бидат правни акти кои се поврзани со некои действија таму. Правен акт може да биде и правосилна пресуда. Што, например, ако има правосилна пресуда во САД и потоа се почне со рестриктивни мерки и нова постапка во Македонија, тоа би било двојно судење за една работа како прво, а второ навлегување од нас во некои действија кои што се судат во таа држава и обратно може да се свати како мешање од страна на одредени странски елементи во нашата држава. Така да јас мислам дека овој закон во самата суштина кога би се доработил би бил многу подобар. Кој е вашиот став? Какви се ефектите од црните листи? Често знаат тие црни листи да бидат и критика кон нашиот правосуден систем, кога определени лица не поминале или поминале лошо низ тој правосуден систем, па не се осудени, а се гледа, односно овие странски читали САД, гледаат дека тука има определени коруптивни действија, па тоа е некој вид на критика, но често пати на тие црни листи знаат да се јават и личности кои се поврзани со определени действија
во Соединетите Американски држави. Меѓутоа, ќе има ли некаков ефект од тие црни листи ако нема правна разрешница во самата држава? Апсолутно дека нема да има, бидејќи во оваа држава единствено македонска пресуда, правосилна пресуда добиена преку македонскиот правосуден систем може да има ефект. Државната комисија за спречување на корупцијата има нов состав. Дали очекувате новиот состав да има иста проактивност како и досегашниот состав, кој на крајот на мандатот објави дека поднеле бројни иницијативи за кривично гонење и кривични пријави? Да, вака прво да кажам, ние како Transparency International сме доста задоволни од работата на оваа комисија за спречување на корупција. Таа беше и доста високо оценета согласно националниот систем за интегритет, кој што ние го изработивме како Transparency International, заедно со Државниот завод за ревизија. Значи, таа представува еден од оние чинители кои проактивно и многу добро се борат против корупцијата. Она што тие поднесуваат кривични пријави, нели, до обвинителството, и тоа дали обвинителството понатаму ги гони или не, секако дека обвинителството треба да ги свати сериозно овие пријави до нив, бидејќи Државната комисија за спречување на корупција, да речам, на еден соопфатен начин, на седници ги анализира овие случаи и често со голем број на докази ги испраќа до јавното обвинителство. А ова понатаму треба да ги превземе сите действија понатамошни, да истражи, да поднесе обвинителен акт и понатаму преку судскиот систем ова да биде санкционирано. Очекувате иста проактивност од новиот состав? Па јас очекувам и се надевам, бидејќи навистина ова тело до сега беше светол пример за тоа како треба да се бориме корупцијата и се надевам дека ќе продолжи новиот состав и понатаму со оваа борба. Дали сметате дека треба да се зголемат ингеренциите на Државната комисија за спречување на корупцијата, бидејќи нели тие поднесуваат десетици пријави до правосудниот систем, а тие им ги отфрлаат? Видете, им ги одбиваат. Добро, да, во системот, во државниот систем, секое зголемување на ингеренциите на оваа комисија би било веќе навлегување во правосудниот систем. Сметам дека овие ингеренции на Државната комисија за борба против корупцијата се доволни, меѓутоа, повторно ќе кажам оно што претходно го кажав, треба да има поактивна улога на обвинителството и судството по основ на оние пријави кои се добиени од Државната комисија за борба против корупцијата и понатаму да се процесуираат преку правосудниот систем. Како генерално гледате на корупцијата во општеството? Дали за тоа се виновни исклучително политичарите и функционерите кои се на власт или е појава која ја негуваат сите граѓани во општеството? Сметам дека имаме многу слаба култура кога се однесува за борбата против корупцијата, значи немаме активности на самите граѓани. Јас апелирам на овој начин да има многу поголема активност од самите граѓани. Тие можат и кај нас да се обратат како Transparency, да пријават определени коруптивни действија до другите тела, до Државната комисија, сега споменавме за борба против корупцијата, јавното обвинителство. Значи, прво мораме да изградиме еден генерален општ став за тоа дека мораме да се бориме против корупцијата. За да имаме вистинска слика колкава е корупцијата во едно општество, треба да има процесуирање на сите кривични дела поврзани со корупцијата и да имаме правосилни пресуди. Се додека тоа го нема, ние може да зборуваме за перцепција на корупцијата, како што гласи и нашиот индекс за перцепција на корупција, значи како ние тоа го перцепираме, меѓутоа вистинската бројка секогаш мора да биде резултат на определени еклатантни действија, како што се правосилни пресуди и така натаму. Ако перцепцијата на јавноста е дека општеството е високо корумпирано, гледате ли дека некако ова може да се спречи? Ова може да се спречи само со синхронизирано истапување на извршната, правосудната и законодавната власт. Зашто? Мора да се донесат многу ефективни закони за борба против корупцијата. Извршната власт мора да воспостави поголем број на внатрешни мерки и детекции за корупцијата присутна во извршната власт, а правосудството преку реорганизација, едукација и промена прецена ставот на судиите, да има многу поголема, како да кажам, поголем број на пресуди од оваа област, поголема казнивост на овие дела. Кога тоа би се случило, секој во општеството ќе биде
на некој начин заплашен од оваа репресија и нема да практикува корупција. Се додека има неказнивост на овие дела, корупцијата ќе биде висока. Господине Пандовски, ви благодарам за интервјуто. Ви благодарам и на вас. Почитувани, го следевте на делното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.